Добро утро, велам за Благица Петрески, таа е раководителката на истакнатиот think tank економски финансиски во Македонија, финансиски така наречениот Finance Think. Благица, добро утро. Добро утро. Јас ве побарав ова утро за да поразговараме малку околу како продолжение на сите овие, да кажам, кризни разговори што и во утрински брифинг се одразуваат на содржините, за да поразговараме малку за состојбата со економијата, ама не само во овој момент, туку и некаква прогноза на некаков пократкорочен, па можеби и среден рок. Кажете ми ги, вие денеска објавувате, ако не се лажам, сознанија од еден проект, од една анкета која што ја завршивте деновиве, анализата ви е веќе направена и денеска ќе ја објавите. Еве ексклузивно за утрински брифинг, што велат податоците од таа анкета? Токму така, имавме во изминатиот период една анкета за тоа какви се економските ефекти од корона кризата, главно врз граѓаните, меѓутоа и врз компаниите. Тоа беше една онлайн анкета, каде што е доволно хетерогена за да може да извлечеме одредени заклучоци. Ќе биде публикувана најдоцна утре, ексклузивно за утренски брифинг може да споделиме дел од клучните наоди. Клучните наоди упатуваат дека 3/4 од вработените и компаниите во земјата се погодени од економската криза, која што е предизвикана од ширењето на COVID-19. Состојбата ке само вработените и микробизнисите е уште дополнително покритична, односно дури 90% од самовработените се погодени од COVID-19 и најчест механизам кој што го примениле работодавачите за прилагодување на корона кризата е намалување на платата и прекинување на секакви дополнителни исплати, односно околу 25,6% од испитаниците јавиле дека имаат намалување на платата и околу 24% дека имаат најава за следување на намалување на платата или отпуштање. А исто така невработените изгубиле надеж дека ќе најдат работа, а доходот на нивните домаќинства значајно се намалил. При тоа исто така анкетата укажува на еден интересен факт, а тоа е дека имаат најчесто оваа состојба е поради значајно намалување на прометот на приходите и заради затварање поради мерките за спречување на движење на и физичка интеракција, таму се процентите. Така е, таму се процентите од ова што јас ги гледам табелите, помеѓу половина и 2/3 речиси од фирмите се во таков вид на проблем. Точно така, меѓутоа исто така еден од податоците е дека граѓаните можат само најмногу до 3 месеци со подмоменталните околности, односно моменталната работа, плата и заштеда, најмногу можат до 3 месеци да издржат во ваква состојба. Тоа е еден исто така алармантен факт кој што го идентификува анкетата. Каква е разликата помеѓу оние кои се вработени во јавниот сектор и во приватниот сектор? Има ли значајни статистички разлики во одговорите, особено на прашањата колку можат да издржат, на кој период и така натаму, како се погодени од целата ситуација? Не правевме таква анализа помеѓу јавните, оние кои што се во јавен сектор и оние во приватен сектор, туку прашањето беше општо и генерално за сите испитаници. И резултатите се 70% од испитаниците можат да издржат од 1 до 3 месеци. Многу помал е процентот на оние кои можат да издржат над 12 месеци, односно тоа се 1% од испитаниците можат да издржат над 12 месеци и многу помалку од 4 до 6 месеци се 13%, од 7 до 12 месеци се 7%. Благица, да ве прашам, Благица Петрески од Finance Think, раководителот на ова влијателна невладина организација која се занимава со проценките на економските движења во Македонија. Каква е вашата вкупна оценка на мерките досегашни на владата и каква е вашата оценка не само на мерките кои што се предложени и донесени, туку и спроведени? Имате ли за тој тип на увиди некакви проценки? Така видите, економските мерки беа долго очекувани и сметам дека беа донесени со одредено закаснување и од тука настана
одредена револт можеби кај оние кои најмногу ги очекуваа кај компаниите и имаше се развие една доста сериозна дебата околу економските мерки. Дали се соодветни, дали не се соодветни. Од аспект на крајната цел која што ја има за поставено овие економски мерки, а тоа е да ги зачуваат секој работно место, таа крајна цел беше сосема коректна и во овој моментален шок, првенствено ликвидносниот шок, беа генерално добро дизајнирани. Меѓутоа, еден од недостатоците беше што самите мерки беа обременети со низа на услови и низа на би нарекла пречки, каде што голем дел и од малите и микрокомпании имаа потешкотија најпрво да ги разберат, а потоцна представуваат дел од тие услови и ограничувачки фактор за да станат подобни малите микрокомпании за искористување, што подоцна следеше одредена модификација на самите Да ве прашам, имате ли вие увид во тоа дали тие мерки почнаа да функционираат? Дали некој добил некакви пари од тие мерки? Ние немаме увид за тоа дали мерките функционираат и колку од тие мерки се искористени. Сметам дека тоа допрва треба да следат такви анализи, меѓутоа мојата поента е дека ние се уште сме заглавени во дискусија околу дизајнот на мерките и какви треба да бидат мерките. Сметам дека во овој момент ние треба да бидеме фокусирани на едно гледиште малце понапред, односно да видиме каде ние сакаме да стигнеме во следните 3-6 месеци, да имаме конкретен план за она што дополнително следи и да бидеме подготвени за потенцијални дополнителни удари од една страна, меѓутоа од друга страна да имаме план како од целокупната оваа криза да извлечеме одредени бенефити можеби кои што ќе се одразат на подолг временски период. Има ли такви можности од оваа криза бенефити да се извлечат? Значи, постојат одредени ситуации каде што ние може да се преструктурираме. Најпрво сметам дека производствениот сектор, односно компаниите кои што се во производство, треба да бидат стожер на тој план за ревитализација. И тука треба да размислуваме од една страна како да го прилагодиме производствените капацитети во смисла на производство на комплементарни производи согласно на моменталната и потребата за следните години. Таков позитивен пример беа неколку компании од Прилеп кои што беа во текстилниот сектор и кои што започнаа да шијат маски и соодветна опрема. Следен пункт каде што постои потенцијал да размислуваме во иднина е искористување на функционалните предности од одредени сектори и дејности, а тоа се оние сектори каде што има побарувачка и каде што дополнително побарувачката ќе расте, а тоа се може би преработувачката, земјоделието и тоа се дејности каде што ние веќе имаме воспоставени економски активности, каде може дополнително да ги зголемиме тие економски активности. Трет пункт е јакнење на регионалната позиција кај странските инвеститори. Потребно е во овој момент да се испитаат кои се потенцијалите на странските инвеститори кои се постојани во земјата да го зголемат своето производство или потенцијално да преземат дел од некои производи кои што нивните матични компании ги произведувале на други локации, како што е Кина или други локации, а заради зголемување на ефикасноста можеби ќе сакаат да го пренесат тоа производство во земјата и можеби да се размислува за ублажување на негативните последици врз пазарот на труд. Ова се некои клучни пунктови каде што ние треба од овој момент сериозен план да направиме и да видиме каде може максимум да искористиме. Благица, ве прашувам сега и не само како теоретичар, туку и како човек кој има увид во практичното функционирање на државата. Сето ова што го говорите ве слушав внимателно, бара еден аналитички капацитет кој што верувате ли дека државата и како држава и како коморски сектор и така натаму располага со таков капацитет за вакви престројувања или ова звучи вака теориски убаво, ама во практика кој ќе ги направи тие анализи? Кој ќе пристапи на странските инвеститори? Кои фирми се способни билатерално да влезат во брзи преговори за да се превземе производство од Кина, кое што е развивано и инвестирано кој знае колку години наназад? Имаме ние воопшто таков потенцијал или ова само звучи убаво, а во практика нема ништо од тоа да биде? Видете, дали ова може да се реализира зависи од тоа колкава има волја и колку сакаме ние да
дојдеме во пресрет на кризата. Апсолутно, доколку постои волја, верувам дека капацитети ќе се изнајдат. Нашата земја често покажала дека може да изнајде такви капацитети, меѓутоа ние треба да реагираме многу брзо и мора да реагираме многу посветено во оваа ситуација, затоа што мора да ги намалиме и да ги минимизираме вкупните негативни ефекти кои што предстојат и ние мора да покажеме една максимална сериозност, така што потребно е да се посветиме само и да размислуваме малце повизионерски. Велите за ефектите кои што предстојат, ви читав една колумна пред 10 дена, каде што прогнозиравте дека вкупниот економски пад за 2020 година ќе биде минус 3,8%. Има промена во таа, да кажем, невесела песимистичка прогноза, таа промена би била кон надолу или кон нагоре? Како ви се чини еве 10 дена после тоа таа прогноза? Во овој момент не би излегувале со дополнителни анализи, се уште стоиме на тоа дека падот за 2020 година ќе биде 3,8%, со тоа што најголем интензитет би бил во вториот квартал, а подоцна очекуваме следните квартали да имаме економска консолидација. Секако ова се под претпоставка дека сите овие ограничувања кои што постојат ќе се релаксираат, а угостителскиот сектор и оние кои што се принудно затворени ќе започнат со работа најдоцна до средина на мај. При тоа исто така мерките кои што се на сила треба да бидат во полна имплементација, а додека полна имплементација од почеток на мај, а додека пак оние компании кои се дел од меѓународните синџири на снабдување постепено ќе ја снабдуваат меѓународната трговија во прва половина од јуни 2020 година. При тоа сите промени кои што ќе настанат во овие претпоставки ќе значат и поместување нагоре или надолу на оваа наша првична проекција. Секако постојат доста неизвестности кои што не доаѓаат само од внатрешноста на економијата, туку доаѓаат пред се и од меѓународната трговија и од бихевиоралниот одговор на потрошувачите. Не знаеме како ќе се однесуваат, ние будно ќе следиме. И во овој момент ја задржуваме проекцијата од 3,8% пат. Госпожо Петрески, моето последно прашање е врзано за вашата прогноза во оваа смисла. Македонија годинава ќе има најверојатно предвремени избори и мислам дека сега како ќе помине оваа недела и како ќе почне едно опуштање после првомајските празници околу директните здравствени консеквенции од кризава, ќе се заврти повторно муабетот за воредни избори. Тоа веројатно ќе се случува ако дојде до нив некаде крај на јуни, почеток на јули, ќе видиме како ќе бидат и здравствените околности, дали ќе го возможат тоа. Сепак, која влада и да дојде на власт понатаму, таа ќе биде соочена со колку години од опоравување од оваа криза? Што се вашите проценки? Кога ќе можеме да се вратиме на некакви нормални, па и оптимистички економски развои и растови во догледнина? Ќе можеме ли тоа за 2-3 години од сега да го очекуваме? Па доколку консолидацијата започне со ова темпо кое што го предвидуваме, односно веќе четврт квартал да имаме благ раст, следната година би била година за ревитализација и веќе би требало од 2022 година да се започне со некои по-нормални текови на економски раст. Секако тука постојат предизвици, апсолутно дека која влада и да биде и предстојат тешки години за менаџирање, затоа што и долговите ќе бидат повисоки, нема да биде веќе возможно да се креираат мерки кои што ќе ги задоволат гласачите, туку ќе биде потребно да се води една многу внимателна фискална политика. Така што време е за тоа да размислуваме за сериозни реформи и за паметни политики. Госпожо Петрески, сега ако дојдат избори на дневен ред, кога ќе почнеме да слушаме фантастични сценарија за инвестиции, за ветувања, за буџетски пари на сите и на секого, тоа се вика инаку купување гласови во политиката, што обично го прават и опозицијата и власта на кои било избори. Предпоставам дека ќе ви се поремети во главата вашата професионална проценка да индикатори кои што ви биле реални и очекувани наспроти оваа политичка понуда која сега ќе добиете
откриваме како нијагарини водопади врз македонските гласачи и потенцијални избирачи. Ви благодарам за овој разговор. Тоа беше Благица Петрески, раководителката на Finance Think од Скопје.